Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги слушатели, денес почнуваме со обработка на посланието на Јаков. Станува збор за новозаветна книга која често се вбројува во така наречените општи посланија, односно писма кои не се упатени кон некоја заедница со конкретна географска локација, ниту пак се упатени кон конкретна личност. Забележете како почнува оваа книга. Ќе го прочитам првиот стих од првата глава. Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испраќа поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Во овој стих самиот Јаков ни кажува кому се обраќа, а тоа се 12 племиња кои живеат раселени. Станува збор за 12 племиња од кои е составен израелскиот народ. Со други зборови, ова послание е испратено до сите евреи кои живеат во диаспората. Затоа Јаков вели кои живеат раселени. Зборовите кои ги пишува се однесуваат на христијаните со еврејско потекло, кои живеат раселени низ Римското царство, а предпоставувам и подалеку од него. Ако ја читате книгата Дела, ќе увидите дека кога апостолите и нивните соработници почнаа да го проповедаат Евангелието, луѓе од еврејско и нееврејско потекло поверуваа во нивната порака. Некои од тие луѓе беа во Јудеја и околните области, а некои во други делови од Римската империја. Особено голем број на луѓе поверуваа во областа на денешна Турција. Не знаеме колку точно луѓе поверуваа на почетокот, но сигурно нема да сгрешам ако предпоставам дека станува збор за илјадници луѓе. Јаков го напиша своето послание за оние кои поверуваа во Евангелието, а се од еврејско потекло. Тоа не значи дека ние денес нема што да научиме од ова писмо, туку само значи дека првично овие зборови се упатени кон нив. Што се однесува до самиот Јаков, помеѓу теолозите постојат поделени мислења во однос на неговиот идентитет. Некои веруваат дека станува збор за братот на Господ Исус, а други дека станува збор за поинаков Јаков. Всушност, ако го читате Новиот Завет, ќе забележите дека во него има 6 стихови во кои се спомнува името Јаков. Прашањето е, дали станува збор за истиот Јаков или за различни луѓе со исто име? Моje лично мислење е дека станува збор за 3 различни луѓе со исто име. Еве ги кои се тие. Прво, во списокот на апостоли ни е спомнат Јаков, братот на Јован, односно човекот кој го напиша Евангелието според Јован, 3 Јованови посланија и книгата Откровение. Јаков и Јован беа синови на Заведеј. Овој Јаков беше убиен од страна на Ирод, а тоа е запишано во книгата Дела, глава 12. Ирод нареди Јаков да се убие, а истовремено нареди и Петар да се фрли во затвор. Вториот Јаков, кој е спомнат во Новиот Завет, исто така се наоѓа во списокот на апостоли на Господ Исус. Наречен е Јаков, син на Алфеј, а неговиот надимак е Јаков Помалиот. И на крај, третиот Јаков, за кој читаме во Новиот Завет, е всушност братот на Господ Исус. Тој беше син на Јосиф и Марија. Во Евангелие според Матеј, глава 13, стих 55, кога некои од луѓето се сомневаа во Господ Исус, тие велеа: нели е овој син на дрводелецот? Мајка му нели се вика Марија и браќата негови Јаков и Јосија, Симон и Јуда? Верувам, забележавте дека во овој стих се вели дека еден од неговите браќа се вика Јаков. Јас верувам дека токму тој Јаков е авторот на ова послание кое денес почнуваме да го обработуваме. Во книга Дела, глава 15, читаме дека Јаков беше еден од главните водачи во првата црква. Според црковното предание се верува дека тој беше одговорен за црквата во Ерусалим. Забележете што вели Павле во послание до Галатјаните, глава 2, стих 9.
И кога ја познаа благодата што ми е дадена, Јаков, Кифа и Јован, кои беа сметани за столбови, ни ја подадоа мене и на Варнава раката за заедништво и се согласија ние да одиме кај незнабожците, а тие кај обрезаните. Павле вели дека Јаков, Петар и Јован го препознаа како некој кој треба да служи меѓу незнабожците и му дадоа согласност да го прави тоа. Штом Јаков бил некој од кој се бара согласност, тоа значи дека имал висока и влијателна позиција во црквата. Според некои извори, ова послание било напишано некаде помеѓу 45-та и 50-та година. Некои луѓе погрешно го имаат разбрано ова послание и велат дека Јаков го напишал со цел да му противречи на апостолот Павле. Во своето послание Јаков ја нагласува потребата од добри дела, а во своите посланија Павле често пишува дека луѓето се спасуваат исклучиво преку вера. Но поентата не е дека Јаков и Павле се противречат, туку дека тие двајца се надополнуваат. Не само тоа, туку според некои извори се верува дека всушност Јаков го напишал ова послание пред Павле воопшто да ги напише посланијата кои се дел од Новиот Завет. Пред некое време слушав еден либерален проповедник кој направи голема грешка, велејќи дека Јаков го напишал посланието со цел да ја коригира Павловата доктрина за спасение преку вера. Навистина е жално кога во црквите се кажуваат такви непроверени информации. Дури и Јаков да не го напишал своето послание пред Павле да ги пишува неговите, јасно е дека неговата цел не е да противречи некому и дека се што пишува во своето писмо е во согласност со останатите делови од Новиот Завет. И Јаков и Павле пишуваат за верата во Христос и како таа се пројавува или треба да се пројавува во животот на верниците. Оваа тема ќе ја обработуваме при читањето на самото послание, но сметам дека уште на почетокот треба да нагласам дека во Светото Писмо нема никакви противречности, а тоа се однесува и на ставовите на Јаков и Павле во однос на верата и делата. И двајцата пишуваат за верата, но и за делата. Во своето послание, Јаков пишува за тоа како верата се покажува на дело преку однесувањето на верниците, односно што е верата и како верата дејствува. Но и Павле го прави сосема истото во сите своји посланија. Тој на почетокот пишува за спасението, кое се добива преку вера во Господ Исус, а потоа и за делата кои следат и се резултат на спасението. Иако Павле јасно нагласува дека спасението е преку вера, сепак тој никогаш не заборава да нагласи дека спасоносната вера секогаш произведува соодветни добри и праведни дела. Дури и во неговата позната изјава дека сме спасени по благодат преку вера, а не преку дела, тоа е запишано во Ефесијаните, глава 2, стихови 8 и 9, апостолот Павле ја надополнува таа идеја, велејќи дека ние сме Божјо дело и сме создадени за да правиме добри дела. Тоа е запишано во Ефесијаните, глава 2, стих 10. Врз основа на се што читам во Новиот Завет, би рекол дека верата е коренот на спасението, а делата се плодот на спасението. И всушност во своето послание Јаков го нагласува плодот на спасението, но во ниту еден момент не го напаѓа самиот корен. Тој само сака да им каже на своите читатели дека не смеа да си дозволат да тврдат дека имаат вера без притоа да ја покажат таа вера на дело. Ова е замка во која многумина денес се фатени. Тие велат дека веруваат во Господ Исус, а на дело не ја покажуваат нивната вера. На таквите Јаков им вели: каква е ползата да кажеш дека имаш вера, ако таа вера не го менува начинот на кој живееш? Таквата вера е мртва, односно бескорисна. Мислам дека е време да почнеме со читање и обработка на самиот текст од посланието. Во првите 3 глави од ова послание, авторот пишува за начините на кои можеме да покажеме дека нашата вера е вистинска.
Знаете, Бог ќе атестира верата на секој кој тврди дека ја има. Таа вера некогаш се тестира преку искушенијата и тешкотиите, но се проверува и во околностите кога ни се нуди прилика да направиме некое добро дело за оние кои се во потреба. Да почнеме со читање. Ако имате Библија, ќе ве замолам да ја отворите кај посланието на Јаков, глава 1, стих 1. Јаков, слуга на Бога и на Господ Исус Христос, испраќа поздрав до 12 племиња кои живеат раселени. Тој се нарекува себе си слуга. По соодветен превод на старогрчкиот збор кој се користи во овој стих е зборот роб. Јаков, кој всушност беше брат на Господ Исус, се нарекува негов роб. Интересно и тоа што воопшто не спомнува дека е семејно поврзан со Господ Исус. Не знам за вас, ама кога јас би бил семејно поврзан со Господ Исус, кога би имал иста мајка со него, сигурно би се пофалил за тоа нешто уште на самиот почеток од посланието. Но Јаков не го направи тоа. Тој се представува себе си само како роб на Бог и на Господ Исус. Патем, сакам само да ве потсетам дека кога Господ Исус почна со својата јавна служба, на самиот почеток неговите браќа не веруваа дека тој е Месијата. Не знам дали ќе се сетите, ама во една ситуација додека тој поучуваше, браќата дојдоа за да го собера дома, бидејќи сметаа дека не е соодветно тој да се представува како учител и Месија. Може би забележале нешто необично кај него, но беа прилично сигурни дека Исус не е Месијата на светот. Но, благодарен сум на Бог, што дојде момент кога Јаков свати кој е Исус. Тој свати дека не е само негов брат, туку и долгоочекуваниот Месија. Кога Јаков свати дека Исус е Месијата, тој веќе не се идентификуваше себе си како негов брат, туку како негов роб. Не знаеме кога, ама дојде момент кога Јаков свати дека Исус е отелотворениот Господ, дека тој е спасителот на светот, кој беше најавен 1000 години претходно. Знаете, името Исус значи Господ спасува. И со тек на време Јаков свати дека тоа име има длабоко значење и е всушност опис на мисијата на неговиот брат. Уште на самиот почеток Јаков вели дека им се обраќа на 12 племиња кои се раселени. Постоеше време кога 12 израелски племиња живеа на едно место. Тоа беше периодот кога ја населија ветената земја. Во годините кои следеа, на секое племе му беше дадена одредена област и така тие живеа одреден период обединети под името Израел. По владеењето на царот Соломон, Израелското царство се подели на две: северно, во кое припаѓаа 10 племиња, и јужно, во кое припаѓаа 2 племиња. Бог ги предупреди и двете царства, напоменувајќи им дека ако не се држат до неговите зборови, ќе им ја земе земјата која им беше дадена. Тие не послушаа и затоа Бог преку околните народи ги дисциплинираше двете царства. Северното беше освоено од Асирија, а јужното од Вавилон. Притоа, добар дел од населението на двете царства беше однесен далеку од нивниот крај. Некои од нив се вратија назад, а добар дел од нив останаа таму каде што беа однесени, или пак се населија на други подалечни места. Затоа Јаков вели дека им пишува на племињата кои се раселени. Ќе продолжиме со читање на следниот стих. Всушност, следниот, односно вториот стих, е еден од оние текстови во Светото писмо кои некогаш е навистина тешко да се прифатат и применат. Забележете што вели Јаков. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија. Радувајте се, браќа мои, кога ќе паднете во разни искушенија. Да, 2 пати го прочитав стихот и многу добро ме слушнавте што кажав. Јаков,
Авторот на ова послание вели да се радуваме кога ќе паднеме во разни искушенија. Во превод ова би значело: кога ќе имате проблеми, немојте да почнете да се жалите како нешто ужасно да ви се случува. Не, вие треба да се радувате. Прашањето кое се поставува во светло на овој стих е следното: дали сите христијани се радуваат кога се соочуваат со некакви неволји и притисоци? Одговорот е не. Радоста ја искусуваат само оние кои сфаќаат дека дури и таквите околности можат да резултираат со нешто добро, односно дека Бог може и таквите околности да ги користи за да ја гради нивната вера. Сосема е возможно еден христијанин да минува низ неволји и ниту за миг да не ја искуси радоста која доаѓа од Господ. Тоа им се случува на оние кои не се помируваат со фактот дека Божиот план за нив е да минуваат низ таа ситуација и дека преку неа Бог сака нешто да ги научи. Токму за тоа пишува Јаков во следните стихови. Продолжуваме со читање. Стих 2. Знаејќи дека проверката на вашата вера создава трпеливост. Кога минуваме низ искушенија, мора да имаме на ум дека целта зад истите не е да се сопнеме и паднеме, туку дека Бог сака да ја провери нашата вера со цел да растеме во трпението. Ние христијаните не треба да се радуваме затоа што ни е тешко, туку затоа што знаеме дека тешкотиите можат да резултираат со нешто добро, односно со некаков раст и духовен напредок. Знаете, неволите се беззначајни, страдањето е безсмислено и испитувањето на верата е нерационално доколку од сите овие околности не може да произлезе нешто добро. Со други зборови, Бог не ги дозволува овие околности само за да не гледа како се мачиме, туку да ни даде прилика да пораснеме. Во посланието до Римјаните, глава 8, стих 28, апостолот Павле вели дека се што се случува содействува за добро на оние кои го сакаат Бог и се повикани според неговата волја. Кога се соочуваме со надворешни притисоци, кога се соочуваме со страдање, разочарување или скршено срце, преку вера треба да се подсетиме дека сето тоа е допуштено за ние да можеме да научиме нешто важно, да пораснеме во верата и довербата во нашиот Господ. Тука морам да напоменам дека сето ова не значи дека ние секогаш ќе ја знаеме целта за тоа што ни се случува. Поентата е да му веруваме на Бог и да останеме верни на Него дури и тогаш кога не ја знаеме целта или причината. Ние сме повикани да чекориме според вера, а не според видување. Дури и кога ги немаме одговорите, дури и кога не знаеме кога ќе престанат искушенијата и неволите. Добро и мудро е да му веруваме на Бог и да се радуваме во фактот дека и преку таквите околности, колку и да се непријатни, тој во нас прави нешто убаво. Јаков вели дека треба да знаеме дека проверката на верата создава трпеливост. Можеби проблемот е што некогаш не сме свесни за оваа вистина и затоа ни е тешко да се радуваме кога ќе бидеме во неволја. Тука ќе ја завршиме денешната епизода. Верувам, уште на самиот почеток сваќате колку ова послание е практично. Во следната епизода ќе продолжиме со обработка на првата глава. Дотогаш, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни
низ Светото писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.